Нова кафја. Или Панова има збор. Си ја замајува јавноста. Па господине Балков, Најпрвим процедурално го повикувам Државниот санитарен и здравствен инспекторат да провери за тоа во какви услови работиме овде во собранието, затоа што ни се нарушени правата за заштита од ковид кризата. Сега кажете дека почитувани, не сакате да работите, ќе ја прекинеме. Тука одиме на гласање. Па сега тоа е така. Па срамота сега. ми тече времето, ќе ве молам само да го вратите назад. Почитувани колеги, пратеници од владеачкото мнозинство. Денес пред нас е предлог за уставен судија, кој во повеќе наврети го има скршено уставот. Безмилосно ги кршел основните човекови права, и тоа во повеќе наврати. Денес власта го реализира ветеното на екзекуторот на членовите и поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ. Но сето ова, дека не се почитувал уставот и истиот може да биде член на Уставен суд, за вас не е битно. Власта само го плаќа данокот кој го должи за малтретирање и изрекување драконски казни за членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ. Денес ќе ви дадам само еден пример од многуте и ќе ви покажам како во праксата човек на човек е волк само за да се достигне до некоја позиција. Личноста, чие име го предлагате, извршила газење на физичкиот и моралниот интегритет спротивно на член 11, мачење и нечовечко или понижувачко однесување и казнување, во замена за длабока, удобна фотелја. Газење на човечкото достоинство и углед спротивно на член 25 од основните човекови права, запишани во Уставот на Република Македонија, во замена на 9 години длабока фотелја. Кршење на правото на здравствената заштита спротивно на член 39, во замена на истата таа фотелја. Кршење на правото на создавање на семејство од хумано и популационна политика, во замена на истата таа фотелја. Кршење на правото на мајчинство. Тука најмногу истото ме погоди. Ова е само доказ за оваа правна држава. Како вие сакате истата да функционира? Почитувани, преку презентирање на решението кое е донесено од страна на државен орган во кое е утврдено дека токму судијата Кацарска извршила дискриминација, на еден пример само Гордана Јанкуловска, но и преку барање за нејзино разрешување до судскиот совет, ќе покажам за каква личност и каков судија вие, драги колеги од СДСМ, сте натерани да гласате. Во првиот мој говор на ова собрание кажав дека ќе се борам за правата на жените и во оваа прилика ги повикувам сите жени кои што се пратеници во ова собрание да не го поддржат овој предлог Кацарска да биде избрана за уставен судија. На почетокот сакам да ви кажам дека госпоѓата Гордана воопшто не ја познавам, но почитувани, денес е Гордана, утре ќе биде Ели, трет ден ќе биде Рашела, Артина, Елми, Бисера, Даниела, Жаклина, Лолита, Марија, Снежана, Сонја, Арта, Вјолца и така натаму. Ваквите злодела морат да бидат казнети. Мора да се казни ваква злоупотреба на судската власт. Но ако денес ние го гласаме овој предлог, само ќе продолжи кругот на жигосување на неистомислениците. Секогаш ваквите постапки сум ги осудувала, истото ќе го направам и денес. И во оваа прилика сакам да истакнам дека ги осудувам и постапките кои биле превземени и против госпоѓата Рамковска. И затоа, уште еднаш апелирам, жигосување и нечовечко однесување мора да престане. Неизборот на Кацарска нека биде само прв чекор кон прекинување на ланецот на жигосување
на неистомислениците. Кацарска во текот на судењата со цел да ја понижи и жигоса истата, ова Јанкуловска пред целокупната македонска јавност, без нејзина согласност изнала податоци за нејзината здравствена состојба, без да ја исклучи јавноста, повредувајќи го правото на приватност и заштита на правата на пациентите, повредувајќи го на тој начин членот 354 од Законот за кривична постапка и членот 25 од Законот за заштита на правата на пациентите. Наредила присилно со издавање на наредбата да се изврши вонреден гинеколошки преглед, замислете, на Јанкуловска во време и место на одржување каде што сите биле медиуми предходно запознаени. Вршеле директен пренос. Не покажува дека постои пропорционалност се во ова помеѓу целите и средствата кои што се користат за нивно постигнување. Замислете, денешниот кандидат не верувал, тоест се сомневал дека госпоѓата била бремена. Каде ќе ја оди душата, јас навистина не знам. Но Кацарска не застанала овде. Го ограничило и правото на породилно отсуство и така во високоризична бременост во 9-ти месец и после породување, кога требаше да се грижи за двомесечно бебе, Кацарска изнесуваше јавни закани дека пресилно ќе биде донесена на судење доколку од било кои причини, вклучително и објективни, не се појави на закажаните рочишта. Замислете, непојавување во судница во вакви околности било поминување на сите граници затоа што морала секој ден да се суди за да се задоволи правдата. Чија правда е задоволена, почитувани? Непочитувани. Ова истата го правеше за да се исполни договорот и целосно се исполнува до ден денес. Истата уште од тогаш и беше ветено дека ќе биде член на Уставниот суд. Исто така, таа ги игнорира и правата на мајчинство, правата на породилно отсуство, кои припаѓаат како резултат на нејзината полова припадност, преку форсирање на интензивна динамика на судење, со цел негово завршување во што е можно пократок рок, преку игнорирање на медицинските потврди за потребата на мирување во последен месец од бременоста. Јас мислам дека повеќето од овде се мајки и сигурно самите гледат дека ова што се случувало навистина не е во ред. Во вакви услови кои што владееле во судницата без климатизација во летен период и должина на самите судски рочишта, ова било неиздржливо. Ставете се на нејзино место. Како резултат на ваквото однесување, на судот на Јанкуловска и билеускратени правата кои што ги имаат останатите бремени жени и родилки. А тоа се правото на мајчинство пропишано во член 42 од Уставот, правото на породилно отсуство пропишано во член 165 од Законот за работни односи, правата од член 5 и член 46 од Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилство на жената и семилно насилство, преамбулата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жени и член 12 од Конвенцијата, преамбулата на Универзалната декларација на човековите права, преамбулата на Конвенцијата на правата на детето и препораката R202-5 на Советот на Европа за заштита на жените од насилство. Овие конвенции се ратификувани од ова македонско собрание, почитувани, и како такви се составен дел од натнешниот правен поредок и имаат императивно значење во однос на Законот за кривична постапка, по која што всушност постапувала госпоѓата Кацарска. За ваквиот начин на однесување се преседан на македонското судство, а сега вие истото го наградувате. Кандидатот Кацарска не застанува тука. Злоупотребува неколку инспекцијски служби за да ја постигне целта на дискредитација и да го повреди да ги повреди сите овие права. Да исто така да ја дискредитира и медицинската документација која што била предложена од страна на осудената. Значајно е да се истакне дека истата за време на интервју во 1 ТВ изнесе наводи во кои што ја проблематизира валидноста на медицинските документи за бременоста на оваа осудена и дека на нејзино барање во ОЈО Скопје е отворен предмет за тоа. Затоа, почитувани, има уште многу такви делови цитати кои што можем да ви ги прочитам, од кои што сигурно и вие сите ќе се згрозите
И затоа на крајот сакам да ги повикам членовите на Судскиот совет да го повлечат овој предлог или барем господинот присутен овде да ни даде образложение кога веќе господјата Кацарска не е присутна и заедно сите со ладни глави да размислите, посебно вие почитувани колешки од страна на владачкото мнозинство, дали овој предлог треба да биде прифатен и дали треба да дозволиме вакво судство да има во Република Македонија. Ви благодарам.